Да не се случеше тој 4 февруари пред 150 години, денеска ќе бевме посиромашни за главната и носечка алка на македонската револуционерна мисла. Во оваа свечена прилика, убаво е да преповториме дел од она што со гордост го имаме учено за Делчев. Сместено во едно од најважните поглавја на нашата пребогата историја. Гоце растел во имотно, но честно семејство. Во периодот од 1879 до 1880 година Гоце бил ученик во прогимназиското училиште во Кукуш, а потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија. Подоцна Гоце станал учител во трикласното училиште во Штипско Ново село, каде што се запознал со Дамјан Груев, еден од основачите на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата слободолюбиви македонци со револуционерни идеи, Делчев се приклучува во организацијата во 1895 година, за наборго да стане и неизин водач. На редовното советување во декември 1902 Гоце Делчев заедно со Даме Груев, Јане Сандански и други нивни истомисленици решиле да не се крева фронтално востание во Македонија, туку да се води партизанска борба. Во таа смисла Гоце рекол: не ние да ја победиме Турција, туку таа да не победи нас. Во јануари 1903 година Гоце отворено се изјасни дека е против креирање востание, подоцна познато како Илинденско востание, сметајќи го истото како преран и неподготвен чекор. Според неговите современици, Делчев бил разочаран од фактот дека ВМРО всушност тргнува по патот на врховистите, против кои жестоко тој се бореше. На пат за планината Али Ботуш, каде што било планирано да се одржи состанок на Серскиот округ за да се разгледа решението за кревање востание, Делчев, предаден и смртно погоден од турскиот аскер, го положува својот млад живот. Ете така Гоце Делчев ги испишуваше најсветлите страници од македонската историја. Ете така ги оставаше своите револуционерни траги. Ете така по својата земја македонска чекореше со верба и љубов за татковината.